ниеден познавач на македонската политичка сцена, у ниедна споредба од првиот, вториот, третиот парламент до овој состав, не може да најде допирна точка. Тоа е буквално која да е прекинат редоследот или следоредот на македонската ДНК. Изберени се идиоти во собрание. За да гласат, за да бројат колку пати Мицко е спомнат. Жал му е за македонскиот народ. Албанците треба да вели поздрав, јас сум албанец и треба на вистината ние албанците да ве треба на вистина, веројатно мислел. Ние албанците да ве браниме како нација, пошто вие не знаете сами да си одбраните вашата нација. Поздрав на вистината, ми е греото за вас. Учатов, греото име на бугарите. Греото име на албанците. Греото име на србите, реално има од Косово, од Србија што не гледаат ни пишуваат поддршка. Ние станавме нација за грев. Народ кој што живее од донации. Народ кој што живее од странска помош. Ние се доведовме, бевме пред Бугарија, и пред Србија, и пред Албанија, и пред сите. Ние се доведовме, кој што држави, поголемиот дел од овие кои што испомнав, излегува од Бугарија била дел од источниот блок заедно со Советскиот сојуз и така натаму. Србија имаше 3 војни, Косово знаеме ништо помина војна имаше. Албанија се распадна 91 како држава после Енвер Хоџа 50 години и ние дојдовме до позиција да бидеме за греота. Па кај ќе бидеш без со овие двајца што ги колку пуштивме пратеници од ВСМР? Кај ќе бидеш со нив бе? Абе они може проаѓаат у Ѓорче или у не знам у Пинтија или у Кисела јабука или у Шишево или у Грчец. Они може проаѓаат. Бе странците гледаат. Викат бе овие идиоти ставаат бе. Те гледа вика идиоти ставаат, шваљерки ставаат. Содома и Гомора. Корумпирани сите до еден. А и корумпирани може да пројдат у странство, пошто и таму има корумпирани. Овие се со лимитирани интелектуални капацитети сите до еден бе човече. А летаат у небо. Па те гледаат. Те гледаат 30 години. Ни дадоа историска шанса американците, која беше Милошевиќ на власт у Србија, 91 да си ја направиме државата. И со тоа да се поништи Букурешкиот договор од 1913. Реално зашто според Букурешкиот договор ова е територија на Србија, Бановина. Ако сака да збориме за историја. Кога ниедна друга држава не ни била сојузник, они тоа ни дозволија ради нивни стратешки интереси. Ама ја направивме државата. И од 1991 до 2001 те мерка, те гледаат. Имаш ли политичка елита, имаш ли луѓе што разбираат, што сакаат да направат држава, што се спремни да погинат за таа држава како вие, вие ќе си спотепаат бе човече, за гаши. Дуи ќе станат да те тепаат у собрание за гаши. И гледаат, а значи овдека нема основа македонскиот народ, како што е според првата преамбула од 91 каде што пишува изрично дека државата се формира како потреба на македонскиот народ. И поради тоа се создава основа и државата е создадена 91. И гледаат дека тоа не може да додржи. Љупче одбива 90-91 година да прави влада со два албанци, два министри албанци. Одбива. Првиот потек на ВМРО. Ќе дојде Љупче, ќе опрашаме. Ја ги памтам тие времења. За сега да имаш ти до 2001 да дојде ситуација да они ти редефинираат држава со војна и пак дигавме бунт, се противевме, ќе опуштам ја некој од емисиите говорот од промената на уставот во 2001. За да чека да дојде еден заев во 2019 у пакет со промена на име да ти го начека Охридскиот рамковен договор во преамбула. И овие нашиве искачаат оваа број колку пати го спомнале Мицко. Ја боли. Абе не знае кај, абе она нема појма кај се наоѓа бе. Абе ако може у Пинтија, пак ќе кажам, со извинјака ми доаѓа, нели да спомнам.
или било кое место. Битола, Прилеп, било каде. Чешиново, Блешево, моето омилено. Значи, ако може тоа таму да пројде, у некој месен комитет, не проаѓа кај тие што разбираат политика тука и надвор. Ниеден познавач на македонската политичка сцена, у ниедна споредба од првиот, вториот, третиот парламент до овој состав, не може да најде допирна точка. Тоа е буквално која да е прекинат редоследот или следоредот на македонската ДНК. Изберени се идиоти во собрание. За да гласат, за да бројат колку пати Мицко е спомнат. Значи на нив не им смета што овој ја укинал границата со Косово, не им смета со Вјоса се однесува во Скопскиот аеродром како да е во Приштина, им смета Мицко некој што го спомнал. О, Исусе Боже, Дева Марио! Абе имат ли акл у главата? Павлов Монокаст има донација и добар коментар. Вели Мицковски на Фейсбук има 510 реклами во просек по 200 евра. Тоа е 100.000 евра, некои платени од ВМРО, а ние донации за деца. Па мора да го покрие некако срамот за Гаши, срамот за катастрофата која што му се случи у првите 75 дена, 80 веќе. За 80 дена мислам катастрофа. Мора некако да го покрие тоа. Што да прави? У првите 80 дена му изгоре преку 1000 и нешто километри квадратни од држава. Исчуре. Значи исчуре. Чад, пепел стана. Нема. 5% од државата. 5% од територијата на државата Се и исчуре за 80 дена. 5%. И повеќе може. За 80 дена имаше 10 убиства. Имаше 20 пукања. Имаше еден куп овие пиздари, еве ги гледат, со Гаши ги знаете. Еден куп имаше кадровски промашување. Да само за гледачите имаме едно ексклузивно видео од директорот, од новиот директор на Македонија Пат од Битола, овој што е безсредно ставен директор, имаме едно ексклузивно видео, ќе опуштиме попосле, си присоверен народ. Присоверен народ. Да. Па, До тогаш можете шерови, сабскрајбови, лајкови да ставате. па мислам дека У Прилеп, да, уште гори. Што да прави? 100.000 евра на лажење народ. Тоа е најлесно, ништо не можеш да правиш. 100.000 евра плаќаш и лажеш народ. Тоа е 81,9 IQ, пушти рекламче, лажи си го на Facebook. Тоа ти е. Тоа е. Дај да го видиме. Иначе имаше прашање, дали сме поставиле прашање до Гордана Силјановска како ќе ги ослободи уставобранителите од 27 април. Еве јавно го поставуваме прашањето. Погрешна е адресата. Само што да, погрешна е адресата. Да. Затоа што уставобранителите кажаа 101 пат дека не сакаат амнестија од председател, сакаат повторување на судскиот процес. Повторување на судскиот процес им ветуваше Мицковски. Уставобранителите ги повикуваа сите да гласаат за ВМРО и за Мицковски, затоа што Мицковски им вети повторување на судскиот процес и вадење на правдата на виделина. 3 месеци поминаа, се уште немаме такво нешто. Не е тоа прашањето. Прашањето е како он мисли тоа да го направи. Затоа што за тоа треба одлука да донесат правосудните органи, така? Ако треба правосудните органи да донесат одлука, како Мицковски го ветуваше тоа. Ние имаме видео кај што вика дека една од првите работи кои што ќе ги направат ќе биде ослободување на уставобранителите. Еве да прашам до кај се. Имаше преска Игор Јук уште еден статус, вика држава која што вака се однесува кон бранителите од 2001 и кон уставобранителите од 2017 не ја бидува. Претходно со статус се јави повторно Игор Јук, кој што вика ја
Немам со што да се пофалам, не сум се сретнал со министер и амбасадор. Ја вика со кучињата си се занимавам, у 10 сат сум назад у затвор. Таква му е казната, веќе до тој степен е стигнат. Тие луѓе одлежаа 7 години затвор. Секој ден во затвор, во влада на ВМРО ДПМН е срамота. Затоа што тие луѓе, без разлика дали вие мислите дека сгрешили или не, влегоа во собранието на Република Македонија наведени од она кое што ВМРО ДПМН као политичка партија го зборуваше. Тоа е дека ќе се смени името се смени, името денеска е реално за Мицкоски, вика, мораме го почитуваме затоа што треба да го ствариме стратешкиот интерес за членство во ЕУ. Значи они џабе влегоа. Влегоа во собрание против двојазичност. Двојазичност има. Никола Мицевски денеска не поднесува представки затоа што Африм Гаши ги води седниците на албански. Треба да збориме за друго. Што се случува денеска во државата? Значи тие луѓе во се што веруваа, се си исполни. Тие се бореа против на секој можен начин. И денеска се во затвор заради тоа. Секој ден поминат уставобранителите во затвор. Во време на ВМРО ДПМН на власт е срамота, брука. Грешката нивна е што поверуваа на Мицкоски дека ќе ги ослободи. Павлов монокаст. Ја не можам да го најдам брат тоа кај што си си го пуштил скриншотот. На Infomax канал викаш си пуштил, не знам. А на Телеграм пушти го пак скриншотот, ќе го објавим. Денеска албанските политичари покажаа како се бориш за сопствената кауза и сопствениот народ. Покажаа пример како треба. Ние збориме година и пол, две, дека треба македонскиот народ да се обедини и македонските политичари да го направат примерот, дека треба да се обединат, треба да ги смират страстите помеѓу себе и треба да покажат пример на обединување на македонскиот народ. Прво треба меѓу себе да покажат некое ниво на елементарно ниво на почит на обединување помеѓу македонскиот народ. Еве, на ниво на македонските, прво мора политичарите да почнат. До пред 5-3-4 месеца го делевте народот на северџани и на патриоти. Сега сте сите северџани. Тоа значи дека повеќе немате зошто да се расправате и да го делите народот. Сега кога веќе и ВМРО ДПМН го прифати Преспанскиот договор и Северна Македонија, престанете дополнително да го делите народот и покажете елементарно ниво на национално единство. Елементарно ниво на национално единство треба да покажете сега. Престанете да го делите народот и покажете пример. Денеска ви покажа вашите колеги албанци како тоа се прави. Дуи е во отворена војна со Влен. Дуи не е на власт заради Влен. И денеска Дуи не отстапи од принципот Да не се напаѓа. Да не се Не. Па Африм Гаши го кажат од прв ден. Не. Ние нема да дозволиме прогон на ниту еден функционер од ДУИ.